2025 година завршива со висока инфлација. Што да очекуваме во 2026-та? Што ќе преземе Народната банка за да задржи ценовната стабилност? Ќе паднат ли каматите на кредитите? Одговорите ги бараме од гувернерот на Народната банка Трајко Славевски. Господине Славевски, добре дојдовте во емисијата Финсайт. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Државната статистика објави дека во ноември инфлацијата изнесува 4%. Декемвриските бројки се очекуваат некаде почетокот на јануари. Проекциите на Народна банка беа дека трошоците за живот, односно инфлацијата, ќе изнесува 3,9. Што да очекуваме во 2026-та? Со право граѓаните се загрижени за инфлацијата, затоа што после едно 20 на години до пред пандемијата имавме стабилно ниво на цените и ниска инфлација. Дојде до некои глобални нарушувања, ние ги нарекуваме екстерни шокови, што предизвика враќање на високите стапки на инфлација кои што не беа видени од таму 70-тите, 80-тите години. Стапката на инфлација во Република Македонија од 4%, иако е, нели како што кажавте, висока, е во рамките на она што се стапки на инфлација во регионот. Имаме земји дури членки на Европската унија, како што се Романија, Полска и слично, дури Унгарија, кои што има и повисоки стапки на инфлација и преземат мерки за борба против инфлацијата. Нашата определба, како Народна банка, инфлацијата на среден рок да се сведе во рамките на инфлацијата во еврозоната. Од едноставна причина, што во земјата постои консензус за стабилен, фиксен девизен курс со овој паритет, кој што е утврден и не е променет уште од 1997 година, утврден нели претходно, таму средината на 90-те години, и услов нели да нема на некој начин нарушувања во платниот биланс, во конкурентноста на економијата е да нашата стапка на инфлација да се движи во рамките на таа во еврозона, односно на среден рок да достигне, да се врати на историскиот просек од околу 2%. Добро е што е инфлацијата или стапката на инфлација стабилизирана во последниве 4-5 месеци. И нашите инструменти, нашата политика е насочена кон тоа идната година инфлацијата да биде во рамките на околу 2,5-3%, а на среден рок да ја достигнеме таа посакувана стапка од околу 2%. Што може да ја подгрее да ја зголеми инфлацијата? Пака сега охрабрува тоа што на глобален план не само што имаме стабилизирање, туку имаме намалување известно на цените на храната, енергијата е на некој начин неизвестност, но и сега во овој момент или во изминатите неколку месеци имаше стабилизирање и намалување на цените на енергијата, она што може да влие како екстерен фактор. Ризици се некои глобални нарушувања, понатаму некои политики на некои од големите економии, моќни земји, како што се САД, трговски политики, што може да се рефлектираат и на состојбата во Република Македонија. Тоа се надворешните фактори, а сепак има и внатрешни фактори. Тука се пред се фискалната политика, која што за среќа и според новата или иновираната ревидирана фискална стратегија е насочена кон фискална консолидација. Овдека мислам на еден умерен буџетски дефицит не повисок од 3-3,5% како што таму е предвидено, и секако движењата на некои елементи на агрегатна побарувачка, како што е личната потрошувачка во Македонија, која што може да биде на некој начин зголемена со некои интервенции во областа на платите мимо законските решенија, пензиите, приливите, доходи од надвор и слично, што би можело да има одреден притисок врз она што се некоја агрегатна побарувачка. И што ќе преземете вие како гувернер на Народната банка доколку владата сепак се одлучи или синдикатот и работодавачите постигнат договор надвор од она законско согласување во март, минималецот треба да се зголеми за 1600 денари согласно законот, меѓутоа што ќе преземете вие доколку се оди над тој лимит? Зборуваме и за платите и нашите, го разбирам прашањето. Нашите политики се базираат на
прецизни анализи на следење на состојбите и секако дека доколку има некој дополнителен притисок кој што би можел да влие на благо зголемување на цените од она што е сега состојба, прво во тој случај ќе продолжиме со внимателната политика која што ја води Народна банка. Како што знаете, на референтна каматна стапка кај нас не беше променета или не е променета се почнувајќи од февруари. Во таков случај на мерата која што ние ја имаме комуницирано дека доколку продолжат тенденциите на намалување на стапката на инфлација кој што ги забележуваме последниве и стабилизирање нејзино во последниве неколку месеци и доколку нема административни интервенции во областа на платите, постои простор за релаксирање на тамошно нормализирање на монетарната политика. Меѓутоа, доколку дојде до зголемување, ќе се заострат критериумите и ќе се зголеми квота. Доволно е, да речеме, на краток рок, додека не се почувствуваат некои ефекти, да остане сегашната поставеност на монетарната политика, која што е внимателна и предпазлива, мислам, тоа е исто. Да се навратиме на банкарскиот сектор. Тој е стабилен и ликвиден. Профитите кои што ги остваруваат банките се високи. Побаравте од банките да ги намалат провизиите. Го сторија тоа и дали е прифатливо за вас толкавото намалување? Бака, тоа најдобро може да го кажат граѓаните, затоа што сите возрастни, да речеме и оние кои што имаат доходи, имаат сметки, вршат трансакции преку банките. Јас може да зборувам врз тоа на наши анализи и согледувања. Банките ја разбраа пораката. Ние имавме неколку состаноци во рамките на Македонската банкарска асоциација. Мислам, тој искрен разговор беше едно укажување благо од наша страна дека граѓаните во Република Македонија најмногу се незадоволни. Зборувам за периодот, да речеме, на првиот месец од мојот мандат како гувернер на Народна банка на Република Македонија. Најмногу се незадоволни граѓаните од две работи: високите цени на храната по маркетите, прво, и високите трошоци за извршување на трансакции, односно провизиите на банките. И дека можеби е добро и банките самите да размислат за на некој начин подобрување на својот имидж. Иницијативата е прифатена, како што е познато, ние го направивме првиот чекор, ослободивме значителна, да речем, сума на средства, некаде 50 на милиони денари, заштеди кај банките, и охрабрува тоа што, според нашите анализи, поголемите банки, тие 3-4 и така натаму, речиси целосно го пренесоа заштедата преку намалување на трошоците за граѓаните и за предпријатијата. Тука се и фирмите, посебно малите бизнеси во Македонија. Некои од поголемите банки дури отидоа и дел од својата заработка да покрај ова заштеда што им обезбеди Народна банка да го префрлат на граѓаните. Од друга страна, ние во исто време најавивме друг пристап, друг инструмент дополнителен, кој што јас го презентирав на пресконференција во овој август месец, дека подготвивме измени во Законот за платни системи и платниот промет, со кој што една сметка која што фигурира во законот како можност, таа е платежна сметка за така наречени основни функции, но не беше заживеала заради низа ограничувања кои што беа поставени. Например, да нема дозволено пречекорување, да не може да се има друга сметка и така натаму, ограничен број на трансакции. Направивме измени кои што се доставени секако на разгледување во Министерство за финансии, кој што е на некој начин овластен да поднесува законски или измени на закон или законски проекти до собранието, каде што нели сега тие ограничувања се тргаат, значи ќе може да има дозволено пречекорување, ќе може покрај оваа сметка да се имате други сметки, каде што, например, ќе спомнам неколку од тие поволности за една фиксна сума, мал номинален износ во текот на месецот. Граѓаните ќе можат одреден број на трансакции бесплатно да ги извршуваат. Понатаму да може она што ги засега граѓаните во отсуство кога имаат потреба од готовина на банкоматот од сопствената банка заради локацијата, да може до 4 трансакции бесплатно кај друга банка да во ограничен износ
односно до околу 2000 денари, тоа е предлогот, тоа е решението. И сметаме дека ова ќе биде дополнителна полна за граѓаните, а секако има пакети за микротрговците, микропредпријатијата. А кога би стапиле овие измени на сила? Мислам дека во наредните месец-два од новата година ние ќе имаме диалог со Министерството за финансии, ќе видиме дали од нивна гледна точка нели да не имат некои забелешки и секако јас би очекувал да во најскоро време тие законски измени се поднесе, затоа што не сме тоа е светска практика. Ево јас се среќавам со голем број колеги гувернери во изминатиот период, на пример позитивни искуства во Литванија. Понатаму откако ние ги поднесовме, откако ние јавно го промиравме ова, јас искрено ви кажувам дека не бев запознат. На 12 јули Хрватскиот сабор, нивниот парламент или нивното собрание донесе законски измени кои што стапуваат во сила со 1 јануари, каде што значително се има финеси тука, нели има финеси. Отварањето сметка, извод од банка, подигнување на готовина, се ќе им биде бесплатно. Дури сега една работа која што ја видовме уште во август, ако ќе се сетите затоа што јас го спомнав на пресконференција, која што ја видовме дека имат намера во Хрватска да ја спроведат, беше национална мрежа на банкомати. Каде што она што претходно го спомнав, ќе може да речем со одредени мали ограничувања, вие доколку немате во вашата населба или онаму кога имате потреба од готовина, бесплатно да подигнете готовина од банка која што е различна од вашата. И мислам дека во Хрватска рокот што се го беа дале беше до средината на годината. Ние ги проучуваме искуствата од други земји и мислам дека од 2026 година ќе ги видиме можностите за такво нешто во Република Македонија. Граѓаните сигурно би биле задоволни доколку им се намалат. Може ли да се очекува пад на каматите и олабавување на критериумите за одобрување кредит? Мислам дека е очигледно дека постепено во изминативе година-две има пад на каматите и на потрошувачките кредити и на стамбените кредити во Република Македонија. Јас направив едно согледување на споредба со поголем број на земји во Европа и ние се наоѓаме според просечната каматна стапка и на потрошувачките и на стамбените кредити некаде на средината. Има земји каде што земји кои што имат валута евро и така натаму, каде што каматите може да бидат за 1% поен пониски од што нашите. Нашата просечна каматна стапка за кредитите кон граѓаните е 4,82, беше значително повисока. И мислам дека со стабилизирање на економијата, на прецена ценовната стабилност, со постигнување на ценовна стабилност, стабилизирање на инфлацијата за која што зборувавме во првиот дел од разговорот, се остава простор и за пад на каматите, затоа што каматите или тоа е цената на парите, цената на капиталот се тесно поврзани и со стапката на инфлација. Затоа што внимавајте од друга страна, нели, ево, банките како посредници се под притисок на нивните депоненти, односно на нас граѓаните и на фирмите, пак за оние што ги нарекуваме пасивни каматни стапки, колку добиваме на нашите депозити. И тука банкарите работат со една маргина да ги покријат своите трошоци и да имат некоја заработка од овој извор како што се каматите. Значи, очекувам да продолжат надолните движења на каматните стапки во иднина. Владата продолжува со праксата за издавање граѓанска обврзница. Може ли да стравуваат банките, голем дел од граѓаните, да ги извлечат депозитите и да си ги вложат во граѓански обврзници за повисока камата, отколку парите да ги чуваат во банка? Треба да не загрижува ова доколку продолжи? Добра е таа практика, затоа што тоа е еден дополнителен инструмент кај нас во се уште ситуација на недоволна развиеност на финансиските пазари и можноста или алтернативите за штедење, затоа што штедењето не е само да имате депозит поведување или орочен депозит во банка, и ова е еден вид на штедење, дали со граѓанската обврзница, штедење доколку парите ги инвестирате во некој од инвестицијските фондови и така натаму, да сепак расте културата дека треба да имаме едно портфолио, тоа е стручен назив, каде што имате различни инструменти и така го дизајнирате, се со цел да ја
прво ја заштитите реалната куповна моќ на парите во услови на нешто повисока инфлација. Сега директно на вашето прашање не постои, како да кажам, за депозитите на банките никакво стравување, затоа што тоа е капка, што би се рекло во море. Оние 2 милиарди, колку беше 60 милиони денари прибрани средства, што е задоволително, да речем, ниво. Мислам дека интересот, и вие известивте, беше голем, некаде дали 10-20 пати повисок интерес од што беше понудениот износ, кој што Министерството за финансии го прифати, така што таквата практика може да проложи интерес на граѓаните, оние кои што сакаат да добијат повисок принос со тоа што ги ложуваат своите заштеди на подолг период, сега од 2 години, а за банките не постои никаков, да речем, проблем, затоа што тоа е дури дали беше 0,63% од купната актива со кој што располагаат банките и нема никаков ефект. Дури таа сума да биде и 10 пати повисока, не е, би немало никаков ефект на работењето на банките. Ти се уште ќе имат доволна ликвидност да ги обезбедат потребите од финансирање на домакинствата и на бизнесите. Од декември веќе стапи на сила мерката со која што на младите парови им се дозволува да купат стан со помало учество од 10%. Прифатија банките вакво кредитирање со намало учество, намалено учество? Рано е, мислам, ние првите согледувања ќе ги имаме дури во февруари, додека ги добиеме извештаите од банките. Тоа е една дадена можност. Ние објаснивме дека сепак треба да се помогне на оваа категорија и не само како социјален пристап, туку и како економски пристап, затоа што оние кои што да речеме поединци или домакинства кои што купуваат недвижност, дали тоа стан или куќа и со намера да живеат, светската практика покажува дека тие се помал ризик за банките во смисла на сервисирање на обврските. Одошто некои други кои што купуваат како инвестиција или она што го рекувам ја спекулација, да се задолжите кај некоја банка, располагате со 2-3 стана, кредитната способност ви е затегната како струна и сега очекувате дека цената на таа недвижност и понатаму ќе расте за да остварите некој доход. Тоа беше, да речем, целта и мислам дека интерес ќе постои, секако банките ќе се оценат и мислам дека ќе излезат во пресрет на тоа. Да, голем дел од банките веќе се согласија, меѓутоа тие велат дека доколку дојдат до рефинансирање по одреден временски период, дека тогаш учеството на клиентот се зголемува за 25% и ќе им биде поскапо. Не. Мислам, ние имаме одговор, тоа прашање не беше поставувано. Се додека истите услови, да речеме, не се зголемува, не добиваат или не барат дополнителна сума на износ на кредит. Намената на живеилиштето останува истата и така натаму. Рефинансирањето ќе биде под истите услови под кои што го земале иницијалниот кредит. Значи да не стравуваат дека нема да им се зголеми. Не. Јавно изјавивте дека се сомневате голем дел од становите купени во главниот град се купени во кеш. Вака, сега тука може би треба дополнително објаснување, кога мислам јас има мало недоразбирање во смисла тоа кога ќе кажеме кеш или готовина, не мислиме само на пари во торба, туку готовина се нели кога имате заштеда од сметка и ја префрлате на градежната компанија или на инвеститорот и така натаму. Во таа смисла готовина. А секако има примери каде што од најразлични извори, дали некој кој што или сметал дека парите му се посигурни дома, а не се посигурни, ги вади и ги носи како физички кеш. Но готовина, која ќе се каже во финансискиот речник, подразбира и готови пари кои што се бројат, а и пари кои што се префрлат преку сметка. За разлика од финансирање преку кредит.
Се разбира, и тука има дел во готовина. Тоа секој стамбен кредит вклучува и сопствено учество. Меѓутоа државата УЈП нема механизам тоа да го следи. Не знам доколку некој чува толку готовина да праша за потекло, од каде е тоа, дали се платени даноци? Не, видите, банките, доколку секој внес на кеш, сега физички зборуваме кеш во банките, над одредена сума, има законска обврска да го пријават на овластена институција. Управата за финанско разузнавање и така натаму, тоа функционира затоа што ние како супервизор, кога одиме во супервизија на банките, гледаме и доколку има таков пропуст, нели, бараме тоа да се исправи. Сега јас не би навлегувал, има други институции, да речеме, за внесување на готовина во физичка смисла надвор преку границите, но тоа не е надлежност на Народна банка. Гувернере, треба ли да не загрижува најавеното заложување на владата од над милиарда евра, почетокот на 2026? Видите, ево земете годинава што изминува, 2025 година, со буџетот и со ребалансот, парламентот и одобрува на предлог на владата, Министерство за финансии, одреден буџетски дефицит. Тоа е всушност, внимајте, секоја земја која што сака побрзо да се развива, има потреба од забрзани инвестиции како што е кај нас се уште недоизградената инфраструктура, нели? Планира одреден буџетски дефицит. Буџетскиот дефицит може да се реализира само доколку се обезбедени средства за негово финансирање. Вие може да предвидите 10% буџетски дефицит од бруто домашниот производ, ако можете да финансирате само 2% од тоа, ако немате извори, ако нема кој ќе ви одобри средства или кредит. Така што се додека е во рамките на проекциите, а 2025 година е во рамките на проекциите, може и мало да речем мал простор да остане од предвиденото задолжување. Истото се однесува и на наредната 2026 година, затоа што внимајте стегнуваат некои обврски преземени од претходниот период. Да речеме, сега во јануари стигнува за еврообврзница преземена претходно и најголемиот дел од ова што ви го спомнавте од средствата ќе бидат наменети токму за тоа, а дел за финансирање на буџетскиот дефицит кој што се предвидува или е веќе усвоено од собранието во буџетот за 2026 година, така што се дека е во рамки на планираното, тоа не предизвикува проблем, секако останува потребата од координација која што ние имаме меѓу монетарната и фискалната политика, се со цел да се обезбеден стабилен амбиент за граѓаните и за бизнисите, затоа што само во такви околности предвидливоста може да придонесе за побрзи стапки на економски раст кој што сите ги посакуваме. Имате добра соработка, согласени се монетарната со фискалната политика? Да се разбира, имаше еден период нели кога Министерство за финансии, да речем господјата Димитриевска Корчевска, министер за финансии, беа прекопирани со подготовка на буџетот, нели расправата по комисии, понатаму пленарната сесија во парламентот, каде што малку, да речем, беа проречени таа комуникација, но ние сме упатени не само на персонално ниво гувернер, министер за финансии, тоа било од секогаш. Јас сум бил од другата страна како министер за финансии, нели имавме комитет ние за координација меѓу монетарната и фискалната политика. Упатени сме на таа соработка, велам не само на персонално ниво меѓу првите луѓе на институциите, туку на дневна основа нашите тимови од различни сектори соработуваат меѓу себе. Дали треба да не загрижува порастот на јавниот долг во 2026? Вака, јавниот долг во ова година што изминува, не сам сега подоците ги имаме ние заклучно со септември, од некаде до 58,7% е во рамките на она што го имаме изминатите, да речем, неколку години. Знаеме дека пандемијата го зема својот данок, за околу 10% поени не го зголеми јавниот долг поради потребата ни од поддршка и на
бизнисите и на граѓаните. Се додека се движиме околу ова граница која што некако како психолошка си зацртавме околу 60% од бруто домашниот производ, мислам дека тоа може да се менаџира и некако е, да речем, перцепирано е сигнал дека не постои некои проблеми кон меѓународните финансиски институции. Видите, тие најверојатно и вие како јавност, како медиуми не сте забележали дека има некое посериозно забелешка предупредување, а секако при подготовката за издавање на евроврзница инвеститорите и тоа го ценат. Така што мислам дека во тие рамки ќе се движиме во наредната 2026 година. Македонија веќе е членка на СЕПА. Кога реално граѓаните и бизнисите ќе ги почувствуваат придобивките? Мислам дека веќе ги чувствуваат, оние кои што го користат овој инструмент, овој механизам за плаќања. Ние како Народна банка следиме, што се вика, на дневна основа и настојуваме преку укажувања, преку одговори на некои прашања, најверојатно ќе бидат потребни некои обуки за помасовно користење. Видите, има еден тука, да речам, проблем што се уште, иако е тоа многу поевтино, некои наши, да речеме, компании не ги користат плаќањата преку СЕПА, туку да преку стандардниот систем на кореспондентно банкарство, затоа што во договорите што ги имаат, да речеме, со странските добавувачи, така, стои дека трошокот за транзакцијата го плаќа нашата страна. А СЕПА функционира на поделен трошок. И сега препораката беше дека тоа е вин-вин ситуација, да се обратат, нели, до своите партнери, во иднина трошокот за транзакцијата биде поделен. И тоа може, нели, сега ако делумно, а тие се, да речеме, 5-6 пати помали трошоци од што кај кореспондентно банкарство. Така, доколку му се објасне на странскиот партнер дека ќе има половина од трошокот, а тоа може да се вкалкулира па во цената, станува збор за волја, технички, нели, овој пристап, согледување на корисноста и мислам дека во иднина ќе се повеќе ќе се користат придобивките на СЕПА. Гувернер, моето последно прашање до вас е реално што да очекуваме во 2026? Имате некој оптимистичко сценарио или песимистичко? Кое би било поостварливо? Вака, во 2026 година на економски план очекуваме растот да забрзува. Дури пошироката јавност знае дека без раст на економијата не може да се обезбедат услови за повисоки примања, повисоки доходи, подобар квалитет на услугите, подобро здравство, образование и така натаму, затоа што тоа значи повеќе средства. Охрабрува тоа што и ние очекуваме за цртаните инвестиции во инфраструктурни проекти да бидат значителен импулс на економскиот раст. Секако тука овој е дел од растот се очекува на растот и на куповната моќ на граѓаните, на побарувачката. Ние како Народна банка уставна законска надлежност или обврска ние да се грижиме за стабилноста на националната валута, за стабилен девизен курс, за, како што рековме, стабилни и цени и ниска инфлација, која што нема да ја подјадува куповната моќ на доходите, на парите. Така што мислам дека ќе имаме подобра година од што изминатите неколку години. Некои ризици надворешни? Се очекуваат? Се разбира, ризици секогаш може да постојат. Сите од нас посакуваме да има на некој начин решение на кризата, војната во Украина, санкциите кои што се преземаат, па наметнатата од тоа предпазливост и повисоки воени буџети на земјите од Европа, кои што ја поддржуваат Украина. Понатаму дека ќе има усогласување на трговските мерки помеѓу Европа и Соединените американски држави, меѓу Европа и земјите од Латинска Америка, Меркусур, како што слушнавме, таму има некои, да речем,
работи кои што треба да се доуредат и секако врските на Европа со Кина. 3 пати ја спомнав Европа затоа што 70% од нашиот извоз е во Европската унија и она, да речам, благосостојбата или просперитетот на земјите од Европа, Европската унија значително влијае како моторна сила и за нашиот раст и за нашата економска ситуација. Така. Сепак да се надеваме дека инфлацијата ќе се стабилизира постепено, а растот на економијата ќе биде повисок. Гувернере, ви благодарам на интервјуто. Ви благодарам вас на поканата.